Продолжуваме со емисијата, како што најавивме, ќе разговараме за култура, но овој пат интересно за јапонската култура, нешто што не е многу застапено кај нас како тема, и затоа тука ги имаме Билјана Кочовска и Јан Станков од Japan.net MK, кои се организатори на фестивалот на јапонска култура Сакура. Добре дојдовте во студио 10. Добре ве најдов. Добре ве најдовме. Еве прво за гледачите да објасниме што е тоа Сакура фестивал, фестивал на јапонската култура, за што се работи, што ќе се организира, што ќе се прави? Да. Овој фестивал трета година го организираме. Значи првите 2 години беше со друго име Nihonji фестивал и се поголемо е секоја година. Уште првата година почнавме со опфаќање на различни аспекти од културата. И нашата цел е да представиме пред се наши луѓе, наши артисти, наши занетчи, уметници, музичари, кои што го ценат тој квалитет, се инспирирале некако од Јапонија и го ценат она, знаете, општествено, да се одговорни, да секогаш се трудат да се унапредуваат себе си и постојано се инспирирани од таа култура која што значи квалитет. Така да на фестивалов имаме изложби, имаме перформанси, имаме музички концерти, имаме панел дискусии каде што дискутираме што можеме нели да научиме од таа култура. Имаме гейминг надпревари за помладите, имаме исто така и такви теми кои што се поврзани со манга, косплей, нели исто така за помладите. Имаме и еден куп работилници кои што ги држуваме некогаш на самиот фестивал, некогаш пред фестивалот и презентации едукативни. Значи некогаш се поврзани со роботика, архитектура, со калиграфија, со различни работи што може да ги научиме од Јапонија. Да, еве, токму сега гледам на веб-сајтот на Сакура, на Japan.net MK, организацијата која го организира фестивалот, за самиот фестивал. И тука гледам, како што кажавте, имаме домашни уметници, еве читам некој од нив, Димитар Додовски, Јована Зајкова, Емир Јашаров, Гораз Наневски, Лука Јанкуловски и така натаму, да не ги набројуваме сите. Станков, сакав да ве прашам, овие уметници, каква музика или каква уметност ќе презентираат? Тие ќе презентираат својата музика или нешто што е на некој начин поврзано со Јапонија? Главната цел ни е да ги презентираме сите уметници кои што на некој начин се инспирирани од јапонската култура, така што повеќето од нашите учесници се представуваат со нивни авторски материјал, кој што е на некој начин поврзан со јапонската култура. Така добила инспирација, значи. Да, они добиваат инспирација од јапонска култура и сите затоа кога ги представувавме, ги прашувавме што ве интересира вас или што ве инспирира од јапонска култура, и за секој учесник може да видите која му е нивната инспирација. И така ние тргнавме сите да ги земеме сите наши артисти кои што се инспирирани на некој начин од јапонската култура и да ги представиме на нашиот фестивал. Да, кога велите дека го организирате трета година поред, колку е голем интересот кај нас за тоа, бидејќи сепак се работи за една култура која може да се каже дека е малку екзотична за нас, немаме директен допир, како да речеме некоја европска која каде што патуваме, се работи за една подалечна дестинација. Владе ли интерес во Македонија за презентирање на? Да, би се зачудиле дури колку многу. Значи уште на првиот фестивал кој што се одржуваше во Public Room, во јавна соба, низ целиот простор имавме некакви случувања на сите катови. Значи имаме и мода, тоа заборавив да го спомнам. Од мода до гейминг, до работилници, филмови, сето тоа што се случуваше на сите 3 ката во исто време, и во дворот имавме боречки вештини, тоа заборавив да го спомнам претходно, и тоа го имаме на фестивалот. Значи ние имаме околу над 60, скоро 100 учесници. И сега сметете вие дека сите тие учесници имаат некои што ќе го донесат на фестивалот. Автоматски вие имате над 1000 луѓе што ќе го посетат фестивалот, и тоа уште првата година беше преполно. Во самиот имавме и суши, сега ќе имаме храна исто, ќе имаме суши, рамен, значи такви работи што се јапонската кујна, и таа станува се повеќе популарна, особено ќе младите
што читаат манга и гледаат аниме е екстра популарна и многу се запознаени со ова. Но ние сме изненадени колку исто така има постари и уметници како што се пријавуваат, како што гледате, нема да имаме ние толкава голема програма ако немаме луѓе кои што се заинтересирани. И секојдневно запознаваме нови луѓе што имаат некаква инспирација од јапонска култура. Некои не ја знаат толку многу, само ги инспирира, како што кажавте, нешто екзотично, но има доста луѓе што се вистина запознаени со баш детали и суштината на јапонската култура. Затоа предходната година самата тема ни беше поврзана со технологија, бидејќи ние на тие што има најдалеч на јапонската култура, те само самураи, гејши, нешто такво им се. Боречки вештини. Да, тоа им се врти. Тоа е прва асоциација, која да кажем. Другата прва асоциација е квалитет, на пример, имаме многу квалитетни брендови што ги знаеме, така и нашите спонзори. Прецизност, квалитет. Да, имаме доста од јапонски спонзори годинава. Така и дури има толку многу јапонски брендови што не знаеме дека се јапонски, а секојдневно ги користиме. Значи они се роботи, нели технологија и од тој аспект ги поврзуваме, но ние најмногу сме поврзани со тоа што на пример се прецизни, точни, се грижат за се што е околу нив, се грижат за општеството како да е нешто дел, нели, за разлика од ние што многу сме така насочени кон себе си. Имаше еден вид кој што го спомнуваме како јапонец и македонец кога правеле моје што ти е прво, што второ во животот, што трето. Јапонецот рекол прва ми е Јапонија, втора ми е работата, трета ми е фамилијата. Македонецот рекол слично, само мене ми е прва фамилијата, втора работата, за Јапонија не ми е гајле. Така да не се ни сетил на Македонија. Ние сакаме да покажеме дека ние можеме да бидеме патриоти, а не националисти, дека можеме да се грижиме за нашата земја, да се грижиме за нашето општество, да градиме заедница и сите заедно да имаме одговорност за се што е околу нас. Значи, кога ги поминеш во парк и ќе видиш некоја канта дека некој е турнал, тој некој не светил дека таа е негова канта. Тоа е сето наше таму, што е, нели, го плаќаме од нашите. Кога јапонците даваат кај нас пари за нешто, нели, има многу поддршка од нив, донации во медицина, во школство. Да, често има донации, особено во медицина. Тие секогаш ставаат налепница from the people of Japan, значи од луѓето на Јапонија. Тие се многу свесни сите дека даноците што ги даваат се однесуваат се од сите, за сите. Значи тоа секој еден јапонец од неговите даноци ни донира нас. И ние сите си донираме нели од даноците, давам даноци за да ги имаме сите работи околу нас што се. И треба да ги цениме. Така да. Да, ние потоа тие апарати кои ни ги донираат, не ги користиме и така. Да, тоа значи најглавно ние да се насочиме кон одговорноста како членови на оваа држава, на оваа заедница ја имаме и дека сите треба да се тргнеме од себе и да сме иницијатори за нешто повеќе. Така и ние почнавме како некој што е сами почнавме да го правиме, да го организираме како неформална група, како заедница и луѓе постојано се вклучуваат и сакаме пример да бидеме дека секој ако сака нешто да се случува треба да го прави. Дури нешто толку далечно. Да, Станков, еве ги спомна Билјана мангата, анимето. Ми се чини дека кај младите тоа е најпрепознатливо, бидејќи јас сум така во некој круг кои читаат стрипови, сакаат стрипови. Гледам дека особено мангата стана многу популарна, дури некако од некаква можеби алтернатива станува и еден мејнстрим правец кај луѓето кои читаат стрипови. Значи таа култура е многу поблиска до нас отколку што мислиме. Па мислам, јас се согласувам со тоа, најмногу тој бум на популаризација на мангата и на аниме се случи за време на короната, бидејќи сите бевме затворени дома и сега после толку долго време сите пробуваме да најдеме нешто ново за да ни биде интересно и токму мангата и анимето се баш таков медиум кој што се разликува од западните филмови, западните стрипови, не само по начинот на кој што изгледа и е изработен, туку и по начинот на раскажување на приказните. И поради тоа, јас мислам дека им дал некоја мотивација на луѓето да пробаат нешто ново и кога виделе, затоа се повеќе почнале да читаат и да гледаат и нашле нешто ново. Се работи за навистина сосема различен стил
но и за различен менталитет воопшто на правењето на тие дела. Верувам дека тоа е нешто што ги привлекува луѓето. Да, едно од тие најпознатите жанри на манга се тие како шонен, каде што главниот лик никогаш не се откажува и после се што му се случува, он секогаш пробува да покаже дека може да биде подобар од тоа што е. И тука се враќаме на тоа размислување кајзен на јапонците, каде што они секогаш веруваат дека може да си подобар од тоа што си. И постојано нема перфекција, туку секогаш можеш да се напредуваш и тоа многу се прикажува во аниме, во манга. Јас мислам дека и тоа им дава голема мотивација на луѓето исто така да го примаат тој медиум. Да, Кочовска, јас лично не сум бил во Јапонија, најдалеко да речеме што сум бил во Јужна Кореја, но и таму почувствував еден момент кој е многу интересен, дека буквално чувствувате дека сте во друг свет. Во свет кој е сосема различен од западниот, во кој, ајде, ние сме најблиско, да речеме, во таа цивилизација европска, ајде да речеме, слични сме во многу работи, но таму е сосема различно. Различна животна филозофија и тоа можете да го почувствувате на секој чекор. Дали е тоа од транспорт до храна, до начинот на однесување на луѓето. И ми се чини дека со овие фестивали тоа е исто така еден од моментите кои треба да се пренесе во Македонија. Како размислува и функционира јапонскиот народ? Па, видете, тие, како што јас спомнав, пред се многу се учтиви, тоа на нас малце ни фали. И ние со ова што го правиме, нели, Јапанет МК, сакаме не само да ги покажеме најдобрите работи што ги имаат јапонците, туку и оние што се полошите, што они може да научат од нас. Например, ние имаме и јапонци кои што ќе презентираат ќе имаме на панел дискусија, ги имавме и претходно, секојаш ни помагаат јапонците кои што живеат тука. Има некои работи што можеме да ги научиме од нив. Во случајов ќе зборуваме за односот кон природата, за бидејќи самата тема на овој фестивал ни е природата, чувањето на природата и стварање на една поддржлива иднина. Тоа ми се чини дека во Јапонија е издигнато на ниво на еден култ. Особено со градините, со тие рекичките, со начинот на одржување, на чување. Да, ние ќе го гледаме, значи ќе имаме една панела дискусија со двајца јапонци. Едната јапонка, Јуко Сакагучи, живее тука, мажена е за македонец. И она веќе многу добро ги познава двете култури. Значи, таму е израсната, тука 5-6 години, живе, има дете. Значи, може да ги каже тие разлики што ги имаме пред се, онака лично што ги доживува во однос на живењето. Значи, тие пак од една страна се одлучиле да живеат тука поради тоа што тука малце е животот и поопуштен. Кај нив многу се работи, многу е напорно, многу има токсична работна околина. Бидејќи тие поставуваат премногу високи критериуми за себе, тие премногу се трудат, нели, цело време да изгледаат колку што може најдобро, од однесувањето надвор, однесувањето на работа. Значи, таму ако си заминеш од работа порано, ќе треба да се извиниш на твоите колеги. И поради тој притисок сите остануваат се повеќе и повеќе до тој степен. На колегите, значи не само на шефот. Не, на колегите, да. Пред се на колегите, бидејќи тие остануваат да работат. Така да таа култура кај нив, бидејќи многу подолго трајна, секој што го кажувам, значи не треба ние да сме толку hard on ourselves, како би се кажало, толку да сме да си правиме тешко на себе си. Сепак Македонија не е толку време држава сама и немаме толку голема традиција. Ние после Втората светска војна 90% од луѓето биле неписмени тука. Јапонија има илјадници години традиција. Они имаат еден хотел што е 1000 години стар и се пренесува од фамилија на фамилија. Значи имале кога да изграда таа цивилизација, поради тоа што се како остров изолирани. Долго време биле изолирани од многу влијанија, нели? Поради тоа, а ние сме на раскрсница, значи скроз е различно. И поради тоа треба ние малце да веруваме повеќе во себе си, да не сме толку самокритични, затоа што тоа многу пати тој некој колонијален што го имаме мајндсет, не запира да сме подобри, затоа што цело време се критикуваме постојано. Сакаме и ако нешто или бараме некој друг нешто да направи за нас. И тоа е исто така тој колонијален мајндсет. Треба некој да ни даде, треба некој да ни помогне. Значи пак треба да тргнеме од себе, ама не од тој конзервативен начин
ние сме најдобрите македонци. Тоа е еден друг екстрем, Александар Македонски. Не, треба да сме реални. Не сме толку писмени, не сме толку добри, ама имаме многу добри луѓе, имаме многу добри примери што не треба да оставиме да заминат, туку треба да работиме на нас и да сме како заедница повеќе да постигнеме. Да, наместо како што вие велите екстрем ваков или екстрем таков во позитивна или негативна смисла, малку повеќе реализам. Вие го спомнавте ова што сакам да го прашам, еве и Станков и вие двајцата сакам, како гледаат јапонците на нас? Кажавте еден сегмент, слушаме дека во Јапонија не се користи одмор или речи се не се користи одмор, дека знаеме дека работата многу, дека таков е системот едноставно, не само менталитетот. Како гледаат на нас? Чудно ли им е дека многу често имаме празници, многу често имаме одмори, одмараме, викенди спојуваме, па и кога работиме, не работиме многу, седиме на кафе, цел центар е полн од јавна администрација и така натаму. Како гледаат они на тоа? Гледаат многу интересно. Еве последен пример од јапонец кој е дојден во Македонија, професорот Тацуши Кобајаши. Тој е сега професор на филолошкиот факултет. Они носат јапонец на секои 2 години да предава јапонски јазик. И последен јапонец кој што е дојден во Јапонија и кој што со него сме имале шанса да зборуваме, бил многу воодушевен на тоа колку што ние сме опуштени за да правиме се. Например, ни кажуваше колку е полесно, колку да направи нешто или колку по-неодговорни се, например, луѓето, бидејќи он додека бил на факултет во Јапонија, се што ќе кажале професорите морало точно до тој датум да се направи. И него многу чудно му беше што ќе му дојдел некој студент и ќе му кажал: "Се извинувам професоре, немам напишано домашна задача." И тие такви некои разлики на тоа од многу стрикно на многу опуштено живење, така ги попримаат они и многу им се добри на некој начин. Веќе тој викаше, знаеш како супер ми е, можам да отидам да се прошетам и сега го гледам по социјалните мрежи, што се постира дека оди на матка на водно и кон многу поопуштен живот живее отколку што живеел во Јапонија. Од друга страна, што да спомна Билјана Јуко, таа не кажа дека на пример Јапонците многу по-стрикно исто така ја гледаат и природата отколку нас, бидејќи они ја гледаат како нешто, како некој голем план кога би отишле да не речеме на пикник некој или во природа, како некој специјален ден. Кај нас во Македонија нели секој ден одат, не секој ден, али секој викенд се качуваат на водно или одат излегуваат во парк, прават пикници, тоа е нормално. И тоа е било голем шок така некако во Македонија што толку иако ние мислиме дека Јапонија се многу поврзани со природата, они па мислат дека ние сме многу поврзани со природата повеќе од нив. Дека почесто одиме. Да. За тоа. Да, ама проблем е, пак имаат проблем со администрацијата кај нас. И тоа е една работа што ние најмногу нели страдаме од тоа, кога нешто е државно, не го сваќаме сериозно и тоа претходно го кажав. Во Јапонија, во администрација, значи одат топ луѓето што завршуваат факултет со највисоки оцени. Значи тие што работат во влада, во владини институции се најдобрите. А кај нас е многу лесно да се влезе, треба да имаш пријател некој и тоа е проблемот. И затоа таа држава функционира, затоа што тоа што си е државно го сваќаат многу сериозно и на највисоко ниво. Значи кај нив е една земја на контрасти, значи они имаат и нели голема технологија и традиција, а од друга страна имаат и хиерархија, и таа хиерархија и тоа од традицијата доаѓа, многу се почитува, дури во јазикот. Значи не може јас со шефот да зборувам исто како со тој што е како мене, или јас кога што зборувам со другарите со некој што не го знам, си имаат посебен јазик со кого збориш, како треба да се обраќаш и како треба да разговараш. Значи тоа е инкорпорирано во јазикот. Исто така канџите тие се многу покомплицирани. Колку повеќе канџи знаеш, значи колку повисоко образование имаш, тогаш можеш да работиш ти во влада. Не можеш да работиш само со хирагана. Хирагана има колку беа 50 знаци
и Катакана уште толку, Канџи има љадници, нади љадници. И сега ти, значи, мора да си стварно едуциран, за да можеш да работиш, да ги читаш тие документи пред се. Значи, тоа на некој начин е природна селекција, не може да биде некој на висока позиција што не знае да чита. Ме разбирате, до тој степен. Кај нас доста се буквите, ќе ги знаеш и ќе отидеш, не знаеш да се изразиш ни ништо, ќе излезеш на телевизија, ќе се брукаш, мислам, нели ни се случуваат такви такви се работи. работи за еден многу по-комплициран систем воопшто на комуникација. Кога во објаснувањата кои ни ги дадовте во однос на фестивалот, најдов еден интересен дел, каде што велите дека во денешно време на евроскептицизам, особено кај младите, наоѓаме нов медиум за ширење на тие европски вредности преку ширење на далечна и привлечна култура. Тој дел можеме ли да го објасниме како го правиме тој спој на европските вредности и на јапонската култура? Па јапонците, колку што знаете, се во G7 се или 8 се, не знам, не сум сигурна. Значи, они тука како амбасада се присутни како некој што треба да овозможи влез на Македонија во Европската унија. Значи, тие го поддржуваат земјите од Западен Балкан и сите нивни проекти што се тука се за подобрување на дали да на инфраструктура, значи како што кажавме, тие што им се што ги даваат донациите се пред се за grassroots проекти, каде што го поддржуваат основата, екологијата, образованието, основното образование и медицината. И сите тие проекти се однесуваат на поддржување на нешто што ќе биде основа за ние да ги решиме најосновните проблеми за да можеме да се развиваме и да станеме полноправна членка на Европската унија. Така да ги имаат истите вредности кон кои што ние се стремиме, само ние не сме свесни за тоа, пак ќе кажам. Многу ги гледаме работите, сметаме дека Европа, Америка е исто, тоа е Запад, бидејќи Америка во последно време ги нема некои толку привлечни вредности со сите работи што ги прави. И тоа сето се гледа холистички како да е едно исто. Значи во Европа не сите земји имаат исти однос во однос да речеме на геноцидот на Газа, нели? Значи имаме некои што сакаат Палестина да ја признаат, имаат некои што поддржуваат, како се вика, купување на оружје. Така да Јапонија си е како земја многу уникатна. Они имаат но вредностите кои што ги носат се оние кои што ние се стремиме. Дали се работи за екологија, дали се работи за почитување на човекови права, на родова еднаквост, значи кај нив тоа да речеме, уште назад, ама работат на тоа. Значи и они се подобруваат во тој однос. Така да сакам да кажам дека наместо да се отидеме во тој екстрем што го кажав претходно конзервативизам што ќе наврати назад десетици години, треба да ги следиме овие вредности кои што ќе не однесат поблиску до нешто што ќе биде подобро за нашата држава. Добро е за крај како заклучок. Што е тоа што мислите дека би можеле да направиме со одржување на овие фестивали? Кои се главните пораки што можеме да ги пренесеме кај нашите граѓани за да го постигнеме, ајде да речеме, најдоброто од двата света? Или што би можеле ние да адаптираме, да подобриме за да како што вели Билјана, не сакаме ниту да сме дефетисти, ниту премногу да се критикуваме самите себе си дека сме нешто премногу лоши, но што е тоа што можеме да го направиме да се подобриме во насока на јапонската култура? Во насока на јапонската култура ние треба да ги попримиме сите тие нивни позитивни аспекти, да покажеме дека не е само таа далечна земја нешто што ние не можеме да го стигнеме, туку напротив, дека ние ако се трудиме може да станеме како нив, дека тоа не е проблем до луѓето во нашата држава и дека они се подобри од нас. Сакаме да покажеме дека и ние можеме да ги попримиме тие вредности и да покажеме дека исто така може да бидеме добри како и другите. Исто така сакаме и да покажеме односно да подигнеме некој тип на иницијатива дека може со било каква култура, дека може да се зголеми културата во Македонија. Дека не треба да се делиме на одредени така гранки каде што на пример само музика или само
да речеме некои како боречки вештини или гейминг или мода, зошто тие сите да ги делиме кога можеме да ги споиме сите на едно место и да покажеме дека сите заедно сме посилни и со тоа дека ќе може да ја подигнеме културата во Македонија на уште поголемо ниво и да со тоа да прекинеме да се делиме како луѓе. Мене ме фасцинираат, не знам дали сте ги видели оние видеа на Инстаграм во едно градче во Јапонија каде што има градска канализација која е толку чиста во која пливаат риби на сред улица, тоа ми беше навистина фасцинантно. Мислам дека кога би успееле барем да имаме подобар однос кон околината, помалку да фрламе ѓубре, вака и века како индивидуи, дека би постигнале огромен успех, а камоли некакви понапредни вредности да примениме. Пак ќе кажам, тоа кај нив е веќе во самата традиција внесено од шинтуизмот тргнувајќи, они имаат почит кон се, кон дрвото, кон се, буквално веруваат во се дека има живот, нели? И не се гледаат како човек дека е различен од природата, туку се гледаат како дека ние сме едно исто. Дел. Да, дел од природата. Така да и тоа пак ќе кажам многу работа кај нас, треба едукација пред се. Многу треба едукација, значи не може ние ака преку ноги да се смениме. Само треба да работиме. Ние оваа иницијатива, ние нели почнуваме со културата и се повеќе сакаме да ја внесеме така едукацијата. Ти ако му тргнеш некоја ова едукативна нема ни да дојде. Значи, ќе го привлечеш со различни ствари во исто време што ќе се случуваат, делот бидејќи тоа пак имаме забава, имаме музика, имаме балет, имаме многу интересни работи, но имаме и панел дискусии каде што ги разговараме овие работи. Постепено, мислам, нашата цел е така да влеземе, нели, колку што можеме, мислам, јас не очекувам дека нешто можеме кој знае што да направиме, но мислам дека вакви иницијативи кои што не чекаат да речеме сега да видиме имаме европски грант за ова, па јас ќе направам ова. Не, ние ќе тргнеме што сакаме да смениме и како да смениме тука, ние така тргнавме и ќе гледаме да го направиме тоа и ќе најдеме некој што ќе не поддржи во тоа. Во случајов ние сме само од спонзори поддржани, ние немаме никаков грант, немаме никакви, ме разбирате, не сме аплицирале ништо што се барало, дека ова треба да го направите. Мислам, може понатаму, ако најдеме нешто што се поклопува со нашите желби, но сакам да кажам дека секој граѓанин може да направи едно граѓанско здружение и да ги оствари оние работи што мисли дека треба, а не да чека да ни дадат цела Европска унија, а после да критикуваме Европска унија, нели? Туку можеме сами, ќе најдеме некој што истата идеја има, ќе не поддржи во тоа, ќе ни биде поддржувач колку што треба да го завршиме, да направиме некакво поместување. Да, и сето тоа се разбира за позитивна промена. Билјана Кочовска и Јан Станков, ви благодарам за учеството. Ми се чини 11 дена до фестивалот, одбројуваме и еве ги повикуваме сите нека дојдат да гледаат. Уште само не кажавме за гледачите кај ќе се одржува? Во Младински културен центар МКЦ на 1 јуни од 11 часот почнуваме до вечер, до 9. Да. Одлично, ви благодарам уште еднаш за учеството. Да, нека проверат на Јапанет МК. Тама и во програмата. Да, супер. Благодарам уште еднаш. Фала ви на вас. Фала и на вас. И ви благодарам и на вас, почитувани гледачи. Ова беше Студио 10 со овој разговор. Ја завршуваме емисијата. Останете со програмата на Телевизија 24.